Почитувани, мега аферата на СДС, вториот тат, пропаѓањето на Евростандард банка, открива огромен сомнеж за две работи. Првата, дека одредени кругови на власта, поради бизнис интереси, ја вторнуваат банката во пропаст, и втората, додека стотина илјади сметки се блокирани, 20 милиони евра ќе останат ненаплатени. Луѓе од власта знаеле дека банката пропаѓа и пред време извадиле илјадници евра. Меѓу тие кои пред пропаѓањето на банката извадиле пари е и министерката за финансии Нина Ангеловска. Иако најпрво таа негираше, јавноста дозна дека последната сума која била повлечена била на само месец и половина пред затварањето на банката. Несомнено, како управителот на макроекономијата во државата се наметнува сомнежот дали додека сега има измамени штедачи, Нина Ангеловска ја искористила својата повластена позиција за да си ги спаси своите пари. Од своја одговорност не може да се извлече и Народната банка на Република Македонија, која нетранспарентно и сомнително го управуваше целиот процес. Народната банка го одбила барањето на собственикот за воведување на администрација. Јавноста има право да знае за сите аспекти, бидејќи Народната банка ги финансира и ги работи народните пари. Воедно се поставува прашањето: што работи Комитетот за финансиска стабилност за Евростандард банка? Комитет во кој заедно учествуваат гувернерката на Народната банка и министерката за финансии. Јавноста е умерна од бледи одговори и правдања. Време е обвинителството да отвори случај со кој ќе се испита пропаѓањето на Евростандард банката. Кои кругови на власта спасувале пред време пари и кои струмички фирми имале кредити во банката. Две работи се сигурни. Неспособната влада на СДС ја поскапи струјата и сега имаме повторно тат, измамени штедачи и пропадната банка. Ви благодарам.